Британската мутација коси во Македонија, а надлежните АБЕР немаат за воведување на нови рестриктивни мерки, како што тоа го направија западноевропските земји. Министерот за здравство Филипче призна дека бројот на позитивни расте. Велика и дури 70% од заразените бил потврден новиот, уште позаразен британски сој, но смирува, болнички кревети имало доволно. Зголемен е бројот на пациенти кои што се хоспитализираат, меѓутоа не до тој степен да ги загрозуваат болничките капацитети. Во дел од болниците ширум државата, конкретно Кавадар се прилепи, и Охрид, но со сосем доволен слободен болнички капацитети сега во овој момент. И во делот на мерките дефинитивно е можно, меѓутоа за сега не. Во меѓувреме, ковид центрите повторно се полнат. Над 670 пациенти со компликации од коронавирусот се хоспитализирани во болниците ширум Македонија. Бројот на прегледи е зголемен и во градската општа болница 8 септември, вели доктор Владимир Ристовски. Се забележува и покачување бројот на хоспитализации, со оглед на тоа дека претходните 2 месеца беше еден релативно мирен период за хоспитализација на пациентите, така да овие последнава недела дефинитивно се бележи и пораз во прегледите на триажниот центар и во однос на бројот на хоспитализации. Капацитетот за легла мислам дека е околу 80 пациенти и целиот капацитет е пополнет. И додека светот масовно се вакцинира, министерот и денеска немаше одговор кога во земјава ќе стигнат најавените 200.000 вакцини од кинескиот производител Синофарм, ниту пак нарачаните 5.800 дози од Pfizer, за кои се зборуваше, оти би дошле до крајот на овој месец. Сега Филипче вели, се работело на комплетирање на потребната документација. Некои дополнителни документи, некои расчистувања на некои членови од договорот. И тоа произлегува од секојдневната комуникација и размената на информации. Навистина и денеска ќе продолжи таа комуникација. Искрено се надевам дека во следните денови ќе ги имаме и конкретните датуми, нешто што ќе произлезе од таа комуникација, но за сега остануваме во тие интензивни разговори со представниците на двете компании. Македонија за сега ги користи донираните 8.000 вакцини од Србија, со кои се имунизираат вработените во ковид центрите. До денес вакцинирани биле 1.700 здравствени работници.